Да се биде автор на новинарски текст и да се биде автор на книга се сосема две различни работи. Едното подразбира дека треба да ја задржите објективноста и секако да ја зборувате вистината, додека во второто сценарио можете да се послужите и со фикцијата. Но она што се пишува во книгата, односно како писател што можете да го напишете секако во книгата, исто така може да е вистина, меѓутоа ви се нуди еден слободен формат на изразување благодарение на јазикот кој што го дозволува книжевната дејност. За сите овие аспекти, меѓутоа и многу повеќе за околностите кои што го детерминираат современото новинарство, говорам во продолжение со мојот колега Срđan Ивановиќ, а вие проследете го нашиот разговор и останете со нас во продолжение. Ти благодарам што ја прифати поканата да бидеш дел од емисијата Мој збор. Еве, јас и приватно ти споделив и со гледачите на телевизија 24 и емисијата Мој збор да кажам дека неодамна ми беше соговорник на една слична тема, меѓутоа еве да ги реактуализираме старите теми кои што мислам дека не им изминува и не им истекува рокот на важење и на траење, а тоа е авторството. И тоа мислам дека денеска многу се потенцира, особено кога се работи за една слободоумна и креативна работа како што е новинарството. Сега, сведоци сме дека медиумите навистина се менуваат, се почесто имаме дигитални платформи, медиуми, исчезнува печатот, скори да немаме весници веќе да купиме. И сега сите сме некако на интернет. Медиумите се менуваат, меѓутоа што значи тоа за новинарството? Често се слуша фразата дека не постои веќе новинарство во класична смисла на зборот, со оглед на тоа дека ти си со децени новинар, па можеш таа аналогија да ја направиш. Што значеше класично новинарство и дали она што денеска го работиме е воопшто новинарство и со што да го споредиме тоа што денеска го правиме како новинари? Па еве, јас сум еден од оние новинари кои се уште припаѓаат на оној диносауруски ред на новинарите и работам во весник, слободен печат, каде што имаме и нормално имаме портал и видеопродукција, но се уште го имаме и принтот како понуда нашите читатели, иако мора да признам дека тоа веќе тие бројки, тој тираж не е како што беше пред 10 години и факт е дека новинарството се менува. Но и порано имало менување на технологиите, се почнало со печат, кој дело на некоја ротомашина и така натака. Па имало радио, па телевизија и тоа го менуваше новинарството, но не и правилата во новинарството. Сега прв пат имаме последните години, нешто што не е новинарство, личи на новинарство, ама не е новинарство и не знам како точно да го кажам тоа, да кажеме многу ми не го нарекуваат пост-вистина, кога не е битна вистината, туку кој прв ќе ја објави веста и колку од луѓето, од читателите, од публиката или од гласачите на крајот на криштата ќе убеди дека таа информација е точна, а таа информација ги нема ние основни новинарски делови, како што се да се чујат двете страни, да се побара мислење можеби понекогаш и од трета страна, за да се доведе до некој заклучок или да не се донесе воопшто заклучок, што не е тоа толку неопходно кај новинарството, неопходно е да се пренесе веста таква каква што е. За жал, одамна не живееме веќе во такво време, се објавуваат информации на прва рака, денови имаше баш една таква информација која се велеше дека пратениците се подготвени да го забранат протестот пред собранието, иако со 2 клика можеше се дознае дека всушност нема врска, него се работи за ограничување на градежна активност околу самото собрание, не дека сакам да ги бранам, ја најчесто не сакам да ги бранам, политичарите, но ете во оваа ситуација гледаме како дека новинарите масовно потврлија и воопшто не се ни помачија да проверат дали навистина се работи за такво нешто. Инаку не би се сложил дека новинарството е мртво, како што многумина тврдат, но е раздрмано и тоа е светски тренд. Светски тренд е и целата работа започна од Соединетите Американски држави пред неколку години, кога
едноставно телевизиите, големите куќи, порталите и вестниците се поделија на табори. И секој табор поддржува нели една политичка групација која што сакајќи да победи нели таа на изборите, не бира средства како ќе ги пласира информациите или нема да пласира одредена информација. Тоа многу брзо се пресили од оваа страна на Атлантикот. И гледаме сега дека нормално, тука не смееме да ги забравиме социјалните мрежи, кои што нели тоа тоа му даваат еден огромен елан, еден огромен бустинг, тоа како се движат, значи тие полувистини, лажни информации, лажни вести, ако сакате на крајот, кои што се бустаат, и класичното новинарство, кое што е нели ригидно, кое што е здодевно, едноставно нема шанси во тој помеѓу сите тие нели преубави вести за едната страна или прелоши вести за другата страна, бидејќи вие како новинар не им се допаѓате ни на едните ни на другите, бидејќи вие нели сте во потрага по вистината. И така да тоа се засилува кај нас обично пред избори, па еве сега сме во пресрет на едни многу нервозни локални избори, кои што многумина можат многу да добијат или многу да загубат, и за очекување нели тие не се само лажни вести, значи се и полувистини и полулажни вести, така некако да ги крстам, кои што претпоставам дека ќе се засилуваат се повеќе. Многу често говориме за тоа дека новинарот има известна, ќе ја наречам слобода, и тоа е автор на одредени содржини, истории, статии или без разлика на кој тип класификации припаѓаат, да речам, текстовите што ги пишува ако е пишан медиум или содржините кои што ги произведува, со однос на тоа дека ти си писател и таму авторството е некако повеќе прилагодено за фикција, може имагинацијата да се пушти на волја, додека во новинарството сепак важат некои ригидни правила, како што рече, да бидеме секогаш во допир со вистината или барем да се трудиме што е можно пообјективно да ги представиме на станите и појавите на кои што, да речам, сведочиме. Која е разликата помеѓу авторството кое што си го искусил како новинар и тоа што го правиш во писателската дејност? Тоа се две многу различни работи. Ако нели пишаниот збор е пишан збор и секој сака да, не баш секој, но има луѓе што сака да прочита убаво напишан збор, но не треба да се меша. Значи, новинарството има свои правила и не сме да се менува. Значи, новинарството е одговорна работа и треба да постои нели одговорно уредништво. Точно дека новинарот треба да има своја слобода, своја автономија во пишувањето, но тој уредник мора да го провери за да бидеме сигурни или посигурни дека тоа што е напишано е точно или е во нели максимално објективно во дадените околности како што се случува некоја ситуација што се однесува до авторството. Тука работата е послободна, нели? Јас станав автор на романи и пишувам романи од презаситеноста што имав со ригидноста на новинарството, па побарав нели еден нов начин изразување со кој јас би имал одреден вентил. Значи, се за тоа што не смеете да го напишете, а мислите дека е точно, но сепак немате доволно на, нели како се вели, факти и докази и изјави кои ќе подкрепат тоа и луѓе кои што ќе кажат дека тоа така нешто се случило, па тоа е многу поубаво, нели кога ќе се пренесе на хартија и ќе се напише роман, тоа ќе се создаде една фикцијска приказка за моите приказки јас секогаш тврдам фикцијски приказки се во доменот колку што тоа со новинарство не може да се потврди, бидејќи јас мислам дека се точни, немам докази, како што реков претходно, но ете така, на тој начин некако се обидувам да го смирам тој порив во себе, бидејќи за некои работи не се нашле доволен број на соговорници, докази и така натака. Инаку, тие два стила никогаш не би смеле да се мешаат. Има некакви портали, некакви, дури има и ТВ куќи и така натака, кои што
ги мешаат тие два стилови, а тоа е нели новинарство и фикција, па тогаш имаме нели сведоци сме на се некакви писанија кои што наликуваат на новинарски текстови, но не се. И во нив многу често гледаме како се оцрнуваат некои личности, како се пишуваат разни приказни кои потоа или немаат врска со вистината, или имаат многу малку врска со вистината, и тоа е нели да кажеме стар удбашки метод кога се става ред вистина, ред лага, па за да тоа изгледа поверна работата, ова е вистиното, значи можеби и ова е вистиното, дури него не знаете редоследот на нештата. За жал, нели, тоа не е ретка појава, таквиот тип на пишување не е ретка појава, ја имаме често, не верувам дека ќе исчезне, а сум видел и куќи кои држат до себе и медиуми кои нели се представуваат како легитимни медиуми кои не така ретко имале такви пласирале такви полувистини фикциски дела кои што не би требале да се најдат на нивната програма, или нели сега вие ако направите емисија што имаше едно време на хрватската телевизија, имаше се викаше една емисија, се викаше На рубу знаности. И сега тука водителот однапред ви кажува дека тоа што ќе го чуете можеби не е точно, но ете сега ние тука нели се трудиме да бидеме интересни, па да донесеме секаков тип на гости. Тука имате од научници, теолози, луѓе што виделе не знам какви вонземјани така натака, до не знам некои членови на некои издружение на темплари така натака, витези, не знам што. Тоа се во ред, но ако вие кажете однапред, нели, тоа беше тоа честно и ова. А ако вие се нарекувате ТВ дневник или вестник или информативна редакција или емисија, некаква дебата или не знам емисија од ова или од она, тука би требало да работите да бидат другачие да се представуваат, а не така со доза на фикција. Еден наратив што многу често се поставува денеска, тоа е дека новите алгоритми, односно новите производи на вештачка интелигенција имаат способност да генерираат содржини кои што се доследно креативни како еден просечен новинарски текст, и дека ChatGPT за скоро време ќе може да замени еден новинар, односно редакциите ќе бидат испразнети и ќе биде доволно само еден човек кој што ќе може успешно да го контролира и насочува ChatGPT, кој што ќе може да произведува ефикасно содржини во изобилие, и така ќе се полнат порталите. Меѓутоа, овој мит како го разбираат новинарите со искуство? ChatGPT е затворен во една кутија. Тој нема опит и сите содржини кои што ги има во себе, со кои што располага, може да направи известна синтеза или со клучен збор да ви даде некој, можеби некогаш и релевантен текст, меѓутоа не може да излезе да разговара со луѓето, да види, просто нема сетила, не може да ви даде ексклузива и така натаму. Каков е твојот став за ChatGPT? Дали е тоа нешто на кое што гледаш со иронија или навистина го чувствуваш како потенцијално загрозување на новинарската професија? Моето искуство со ChatGPT беше така, јас сум малце повозрасен, па тоа на моите керки многу го користат за работи кои не би требало да го користат како тестови решавање и ово и она, но сепак ете го користат. Знам дека имам на телефонот и му зададов една задача, напиши ми стихотворба за Крале Марко. Е напишан најглупата можна верзија на Крале Марко, стихотворба, ги има стотина, сум ги прочитал. Така да не ми е страф од него кога сме нели во прашање на креативноста и кој пубо пишувам од него, а веројатно од него пишуваат и милиарда други луѓе во светот, беќе ја не сум ни најдобриот ни најпаметниот. Сега праша дали е тоа опасно за новинарството. Опасно се за оние новинари кои што до сега се користеа со Google Translate, нели, па да, нив ChatGPT може да ги замени, но тоа не се сериозни новинари и сериозните новинари не би требало да се плашат, бидејќи тоа може да направи, значи не само ChatGPT ги има сега повеќе, нели, сега послушам тоа кинеското најдобро било тоа за ова, не знам ни како се вика, тоа
воопшто не е наменато нас да не биде, нели, конкуренција. Тоа, ако добро читав, значи сите тие, таа вештачка интелигенција има голема примена во медицината и во, не знам, во диагностиката и така натака, во роботиката и во она што е најнепопуларно, а сепак го гледаме секогаш околу нас, во воената технологија и така натака, значи во вселенските патувања, значи една убава работа е направена, се ние што, нели, го користиме мрзеливо, тоа е друго, но сепак неговата главна примена е за некои други науки. Значи, како што рече ти во најавата, не може чат GPT да се јави денеска кај некој човек и да праша нешто, него тоа е една супер машина за плагијат, за, нели, од што е можно повеќе извори да ги земе податоците и да направи нешто што досега го немало, односно се разликува алгоритамски. Нели? Со едно како да кажам, полусконцентрирано читање на тој стих, видите дека што не е дека или некое мало дете го пишувало, или знаеме дека не е мало дете, бидејќи човек што ви го дава текстот не е мало дете, гледате дека тука се работи за, нели, или некаков преведувач, или пак ова најнова, тоа AI, нели, технологијата на вештачка интелигенција, која што работите и не ги прави баш најдобро. Таа вештачка интелигенција можеби ќе научи, ама јас не верувам, нема да знае и епитетот на право место да го стави, да го, нели, и подметот и прирокот баш секогаш точно да ги напише во реченицата, а уште помалку знае да дојде до некаков извор, уште помалку знае, нели, да се јави кај едната и кај другата страна, па тоа да направи прилог. Тоа не може да се случи, но како што веќе реков, сите оние новинари кои користат преведувачи, а ги има таквите, ги има, и туку така ги, нели, ги лепат само на порталите тие информации, да, тие можеби треба да се секираат за своите работни места, но тоа не се вистински новинари, тоа не се вистински медиуми тие што тоа го прават. И јас би, значи, и кога се преведе една наобична, не знам, вест од светот, треба да се обрне внимание. Прво дали да се објави како таква, да се пронајде некоја друга вест можеби што ќе ја подкрепи, па да се види другата страна, бидејќи, како што реков, живееме во време на поствистина, па не знаеме кој што се зашто објавува. Па пред да објавиме дека, не знам, се случило тоа или тоа во Украина или во Газа или било каде во светот нешто, да го провериме тоа, треба неколку пати, и кога го преведувате, сега не знам од кој јазик го преведувате, но не е ни битно, трудете се сами да го преведете, а не да го направи тоа машина, бидејќи вие сте попаметен од машината, подобар, и секако тоа подобар ќе излезе. И сега што го говорам, ја изискува време. И проблемот кој го имаме сега ние со порталите конкретно, е тоа што тука доаѓа до некаква трка во објавување информации, па потоа гледате по ние овие што се, како си като овие пребарувачи, нели, да, каде што се групираат сите тие вести, исти наслови, иста вест, објавено 297, која е поентата? Не можам, јас лично не можам да го сватам тоа. И каде убавината во тоа? Дека, не знам, Зеленски рече, Путин рече, бевте ке Зеленски, ке Путин, баш сте сигурни дека тоа го рекува? Дали не, или копи-пасте, и потоа, нели, тоа се само на еден начин се пласираат информации кои што, пак ќе кажам, не сме сигурни дали се точни. И во многу ситуации потоа испаѓа дека не биле точни, дека ни Зеленски рекол, ни Путин направил. Но, ете, тоа е тоа кога вие, нели, едноставно сте во некаква, тоа прво си каше, за време на студената война си каше трка во вооружување на големите сили, а сега е некаква трка за информирање, која не знам од која причина име на медиумите битна.
На ова прашање баш ме интересира како ќе ми одговориш, со однос на тоа дека веќе ми даде една интересна референца и потик да размислувам во таа насока, а тоа е дека сега се ближат локалните избори и тоа е јавна тајна дека пред избори се кршат копијата на политичката, економската, финансиската моќ и сите ја демонстрираат токму преку медиумите и медиумите дефинитивно тука се покажуваат како седмата сила или како некоја врска до гласачите да се собере што е можно поголем број на симпатии помеѓу гласачкото тело. Меѓутоа, што кога новинарот ќе дојде во таа спрега на односот помеѓу слободата и моќта? Многу често медиумот се злоупотребува, па некои новинари или медиумски куќи или уредници сакаат да демонстрираат моќ и тука доаѓа до злоупотреба на новинарството, меѓутоа потоа кога ќе бидат тужени, велат вие ми го загрозувате мене правото и слободата на говор. Докаде е слободата на говор? Што се новинарот може да каже и да нема одговорност за тоа, а кога таа слобода преминува во злоупотреба и кога новинарот или не мора конкретно новинарот, еве нека биде уредникот или некој центар на моќ во рамките на медиумите, дали е сопственик или слично, почнува да демонстрира моќ и на тој начин го злоупотребува сето она што новинарот го работи за некои други цели. Ова е многу интересно прашање. Значи, слободата на новинарот е да таму каде што му овозможуваат фактите кои што тој сака да ги презентира. Значи, вистина. Ако вие денеска сте виделе дека некој бил човек, имате право да кажете дека тој бил човек, бидејќи јас сум го видел тоа, и да прераскажете целата ситуација, ако не сте го снимиле со телефон. Значи, тоа е сведоштво. Имате право да кажете дека некој друг ви кажал дека тој бил човек и да го пренесете тоа. Ама тоа ќе треба да се јавите и во полиција, па да кажете и што вели полицијата. Значи, тоа се све правила кои што ја ограничуваат или ја овозможуваат новинарската работа. Доколку вие тоа, доколку го зборувате од памет, тогаш имаме проблем. Нели? Сега, ќе нас знаеме како иде тоа, но, например, и тоа може честно да се направи, доколку вие во вашиот портал имате место за коментари и колумни. Тука можете слободно да го изнесете своето мислење и вашето мислење може да биде црно за една страна, бело за друга страна, сиво за трета страна и можете што сакате да пишувате, но сте потпишат со име и презиме, нели? И тогаш тоа има некаква новинарска форма. И тука може да бидете тужени доколку кажувате невистини или непроверени вистини кои не се подкрепени со факти, но тоа тогаш веќе вие се ставате со име и презиме. Тоа е друго. Сега, најчесто тоа се прави без име и презиме, тоа се шлапаат секакви работи на медиумите и тој многу врска со на претходно прашање, кога се објавуваат полувистини или невистини за одредени лица, партии, организации, фирми и така натака и кога тоа негативно влие. Како да се одбраниме од тоа? Многу тешко, бидејќи со најдобрите закони кои ги носите, тогаш секојаш постои опасност вие да го ограничите новинарството, да ограничите слободата на говорот, а од друга страна се обидувате да го исчистите тоа што не е новинарско. Целата историја на новинарството тука нема некој правилен, нема начин како тоа баш да се регулира и затоа тука се многу битни, значи ние буквално, јас би ги нарекол обуки, иако тоа не е обука, вие постојано треба да им кажувате на читателите што е вест, а што не е вест. Значи, не вие со закон тоа да го регулирате, туку едноставно на читателите, гледачите, слушателите и така натака, да им објасните што е вест, а што не е вест. И тоа не би требало да го прави медиумот, туку треба да го прават некои други институции кои што се од образовен карактер и така натака, Значи, ме радува тоа што сега по основните училишта се прават многу работилници за лажни вести, од најмали да ги учиме децата што да кликнат, а што да не кликнат. Имаше една моја колешка на времето многу добар на Твитер еден налог, нејзин беше налогот, кој името му беше на профилот му беше твитнав наместо вас и ќе каже што се, односно кликнав место вас, ќе даде линкот од овој, ќе пише доле што било, дека нема врска, дека тоа е само она кликбейт
вест која ве тера според насловот, нели, да кликнете, ако ги отворите таму нема везе, мислам, нели, нешто сосем поинаку. Сега сведоци сме, значи работиме во медиуми кои што, нели, порталот, дигиталните платформи, нели, се главни. И секогаш ви бараат од вас уредниците и други некои луѓе, нели, кои што се по тие медиуми, а ги бива за тие алгоритми, за тие работи, нели, бараат некакви наслови кои нема да бидат кликбейт, ама да ги натераат сепак, нели, да предизвикаат внимание и така натака, па сега читав јас таму некаква, пошто бил ја уредник и на дигитален, строго дигитален медиум, па таму вели, знаеш, треба да бидат алгоритмот најдобро ги препознава оние како да кажеме наслови кои што имаат два клучни збора кои се поврзани и се вметнати во поднасловот, нели? И плюс на тоа глаголот треба да биде во активна глаголска форма, значи тоа е и сега добро во ред, значи ние ќе го направиме тоа така, но да внимаваме да не биде кликбейт, значи да не биде нешто што ќе ги донесе нашите читатели, нели, во една непријатна ситуација, тие да кликнат и да видат, везе нема, нели. И сега од друга страна исто така и тие што ги прават алгоритмите и тие се трудат сите тие лажни вести некако да ги оневозможат, затоа и бараат, нели, доколку зборовите од насловот, клучните зборови не ви се наоѓаат во поднасловот, значи тоа дека нешто вашава вести не е баш вест. Така да кажеме, тоа е една од алатките со кои што се бориме против тие, нели, информации. Но тие се, па ви кажал, бенигни работи се тие. Она вистинското прашање твое што беше зашто ја и немам вистински одговор, а тоа е, нели, како да се одбраниме од, ако не се лажам, рекетарството во новинарството, кое што е рак рана не само на новинарството, туку и на целото наше општество, многу тешко. Па ќе кажем многу тешко, бидејќи за тука не постои правилна работилница и правилна теорија како со тоа да се спасиме од тоа, бидејќи пак ќе се вратиме на што го говорев, живееме во време на поствистина, каде што мојата вистина е против твојата вистина и мојата задача е не да кажам дека ти не си во право, туку да убедам што е можно повеќе луѓе во мојата вистина. Тоа го гледаме на глобално ниво, тоа го гледаме на локално ниво во нашата држава, тоа го гледаме, претпоставувам дека тоа го има веќе во сите пори од општеството наше во кој живееме и на вистина не знам како тоа да се прекине со тоа и исто може да се констатира, тоа не е многу тешко да се констатира, дека тој јас помеѓу двете вистини, сега си повеќе не се две, само повеќе се зголемува и дека прашање на време кога ќе има она вистинска провалија помеѓу двете вистини, па тука можеби не знам и ќе се појави некој нормален тек на нештата помеѓу вистините на различните страни. И па ќе кажам, проблемот е глобален, ние го чувствуваме локално, но кај да се завртите, во која земја да следите нивните медиуми, колку да таа земја нас не изгледа од наша перспектива развиена и убава, сепак го има истиот проблем. А тоа е, не знам, дали сте за НАТО или сте против НАТО, дали сте за едните или за другите, дали сте за левите или за десните, дали сакате црни, жолти, бели, дали сте за ЛГБТ и поддржувате, не поддржувате, секаде е исто. Ги спомна образовните институции како некој кој што треба да го понесе теретот на одговорноста доколку излагуваат кадри кои што не се обучени да работат новинарство, затоа што сепак, како што спомена, новинарството е вештина и таа вештина се стекнува, односно се учи на факултети. Откако почна да е присутна парадигмата и наративот дека се е јавност, се повеќе се истакна и побарувачката на луѓе кои што ќе работат да ја задоволат таа глад за јавност, односно јавни информации. Едноставно се прошири тоа дока диапазонот на јавноста и сега е се јавно.
луѓето кои што работат, продуцираат вести, продуцираат информации кои што се одјавени или можам слободно да кажам приватен карактер, ги немаат поминато тие образовни филтри за да излезат и да работат како новинари. Поразувачка е бројката и на новинари, на луѓе кои што работат како новинари без при тоа да имаат завршено ниту високо образование. И тоа е навистина за една дејност како новинарството која што беше авангардна на едно време, каде што новинарот беше општествен двигател на сите поедовни текови и најголемиот критичар кој што е најнапристрасен и кој што најдобро може да ги донесе конечните судови за многу работи и да ги постави вредностите на своји основни. Сега имаме луѓе кои што многу лесно се компрометираат. Што поради недостаток на образование, што поради тоа што го имаме моментот на тоа дека се денеска новинарите малку платени, имаат екзистенцијални проблеми, луѓето се наоѓаат во новинарство затоа што не можат да работат некоја друга професија и така натаму. Како ти гледаш на современата состојба? Се задржа ли тој интегритет на новинарот да биде авангарда во општеството или денеска оправдани се критиките дека новинарите се лесно компрометирачки материјал, да кажем? Јас сум новинар некаде од 96-та година и тоа дека новинарите некојаш биле авангардни и дека представувале, не знам, некои поеми и така натака. Да, но тогаш алкохолот беше многу поевтин, кафеаните и кафулињата и така натака. Значи, не бидел некоја розево, не знам какво славно мината на новинарството и тогаш беа компрометирани, тогаш се подкупува и лесно беа подкупливи. Не сите, нормално, говориме нели за тие што се подкупливи и компрометирани. Единствената разлика што тогаш беше тоа потешко да се прави, бидејќи беа вестници, телевизија и радија. Сега имате еден куп можности, тоа вие нели доволно една камера, YouTube канал и вие веќе имате медиум. На Facebook гледам има некои објавуваат, па имаат доста лајкови, нели, не знам сега тоа колку носи, но веројатно носи некаква добивка, нели, некакво влијание се остварува и така натака. Дури не ви треба ни портал да направите. Конкретно, значи ова со YouTube е најефтино, едно камерче на телефонче се прави, се снима човекот и тој нели држи една беседа. Дури има и гостин, па гостинот ништо и не кажува, на емисијата се вика интервју. И тогаш нели тоа едноставно на таков начин нели завршува. Новинарската професија, знаеш, новинарството, малку ќе забегам, но ќе бидам краток. Новинарството е една од оние професии, тоа е лумпен пролетерска професија. Значи, тоа лумпен пролетери не се пролетери, пролетерите се оние кои што зависат нели од својот труд, се работниците, работничката класа, а лумпен пролетерите се без кои се оној служителски дел. Значи, луѓе кои не би можеле самостално на пазарот да опстојат и новинарите се значи и служат на владеачката класа. Владеачката класа се знае која тоа е, се капиталистите, по социјализмот беа комунистите. Значи тоа е многу просто и едноставно и тие му служат на нели и служат на таа класа која што е на власт. И како такви тие се зависни нели од тие донации, од тие пари кои што доаѓаат од крупниот капитал и платите им се онокави колку што тие им ја вршат работата во крајот на криштата нели на тие кои што ги најмиле, кои што ги вработиле за да работат таа работа и затоа јас не би го глорификувал тоа премногу, значи нашата професија не би ја премногу глорификувал, точно дека е многу битна и дека треба да биде побитна и дека може многу работи во државата да реши и решавала нашата професија, но не би бил предалеку да кажам дека не знам каков интегритет имале некои минати генерации, а сега нема, не, исто беше и тогаш, но само се сменија околностите во кои што се работи и тие нели што немаат интегритет, што имаат интегритет, што не се подкупливи, не работат за плати кои што се просечни, а некојаш и подпросечни, ретко кој има надпросечна плата и едноставно живеат поскромно од многумина други. Сега го велам за овие помладиве кои се мислат дека можеби да станат новинари. Ако сакате да заработите, не станувате новинар.
никош нема да бидете, да се збогатите или да живеете, не знам како да оваа професија, но ќе почувствувате работата во редакција, кој ќе почувствувате, нели, магијата на медиумот, без разлика каков и да е медиумот, тогаш нема да можете да работите ништо друго. Конкретно ти го спомна образовниот процес. Ја имам завршен економски факултет, немам завршено новинарство. И во ред, го почитувам факултетот за новинарство, веројатно, барем на почетокот, тие колеги се далеко поспремни од овие што доаѓаат од други нели. Ова, но сепак е тоа интердисциплинарна наука, па има многу, нели, од другите факултети, така да не е тоа толку неопходно, но сепак е, нели, препорачливо да се оди, се заврши факултетот за новинарство. Ќе кажам, значи, работата, значи, тоа чувство што ќе го добиете кога работите во една редакција, не знам дали ќе го почувствувате на друго место, па макар било и 5 пати поплатено. Се согласувам и те благодарам. Благодарам. Да се биде новинар со интегритет, значи да се почитува сопственото достоинство. Ако човек нема достоинство, без разлика која професија ќе ја работи, ќе најде начин да ја злоупотреби. Сепак личната етика е многу важна кога зборуваме за тоа дали некој е етичен новинар или не е етичен новинар, и секако тука преку доследната примена на етичките стандарди во известувањето и во работењето на новинарството, секој од нас може да го остави сопствениот личен печат, кој што на крајот од денот е најважен доколку сакаме да зборуваме за успешна новинарска приказна. Вие го проследивте мојот разговор со новинарот Срѓан Ивановиќ, а јас ви закажувам повторна средба веќе следната недела со нови теми, нови гости и нови содржини. До тогаш ви посакувам пријатна работна недела. Се гледаме!